Сточарите во Македонија поднеле најмалку пријави во ИПАР-2 програмата, но искористиле дури 10% од средствата, истакна денес министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Љупчо Николовски. Од нашите анализи кои што велат, иако имаме најмал број на апликации во ИПАР-2 од сточарите, односно во делот на мерката 1, имаме под 2% од вкупниот број на апликации, имаме под 1,5% од вкупниот број на склучени договори кои што се реализирани за целиот ИПАР период, а потекнуваат од сточарите, меѓутоа 10% е процентот на овие договори од вкупната ИПАР програма. Во наредните 2 месеци, изјави Николовски, Министерството ќе работи на изнаоѓање нови можности за сточарите. Затоа навремено, во овие 2 месеци ќе сакаме да најдеме начин, решение како да се поедностават процедурите и како да се олесни можноста за легализација на постојните фарми во и вон населено место, како да се олесни пристапот, начинот на градење на нови фарми, за кои што имаме капацитет, а пак тие од друга страна да бидат подготвени со целокупната документација и да може да аплицираат во ИПАР програмата која што следи и во мерките кои што ги акредитираме. Истовремено, министерот Николовски ја најави и ИПАР-3 програмата и нагласи дека Македонија е единствената земја која ќе ја започне истата. Односно да возможиме поголем број на проекти во следната ИПАР-3, иако во ИПАР-2 сме лидери во регион, тоа е значено за државата, значено за нас, тоа е нешто со што се гордееме, заради тоа што сме единствена земја од регионот која што и ќе ја започне ИПАР-3 програмата, а ќе ја заврши ИПАР-2 програмата со рекордна историска искористеност.